Почитувани гледачи, следниот гостин вечерва во студиото е Данела, кандидатот за градоначалник на Скопје. Конечно успеав Данела Арсовска да ја угостиме овдека со низината навистина обемна агенда. Морам да признам, нели се договараме 2 недели, па имаше фудбал, па имаше трето, она и на терен бевте ваму таму, па подоцна порано и конечно ја кренав денеска раце. Стварно кренав раце, викам, окей, нема време, разбирливо, и одеднаш ми се јавивте, доаѓам кај тебе, викам, добре дошле. Нема на што, мене ми е чест и задоволство, вие сте едно од најпријатните и најсимпатичните појави во овој предизборен циркус. Извинувам, ја го нарекувам затоа што има ликови кои се прилично интересни. Дозволете ми еден мал вовет за мое видување кој ќе ми помогне за да ви ги поставам и зошто ќе ви ги поставам некои прашања. Вие сте едно големо изненадување во ова. Не само што сте изненадување, туку изненадување е колку силен импакт направивте. Дури едно време имаше опозицијата на ова незадоволство од сегашно, дека што и да извади ќе има голема поддршка. Но вие, кога се појавивте како лик, ние останавме чудо невидени. И сега се прашувавме колку е ова само лик и колку е ова како штоф, колку држи муавето. Така што има еден многу позитивен импут, имате еден добар ветар во грб и задоволство ќе ми биде да ви ги поставам неколку прашања кои јас сакам да ги добијам како одговора, кои на нашите гледачи треба да им откријат некои работи. Ќе ве прашам за програма, но мене ми интересира која сте вие, која е Данела, што сте вие? Мислам, знам има CV и сето тоа, ама што те буди са бајле освен кафето, што те мотивира да станеш? Знаеме дека беше председател на комората, на Стопанската комора. Сојуз на стопански комори на Македонија. Видиш, јас сум неинформиран и се трудам да бидам понеинформиран. И од таму доаѓате на ова и сега се обидуваме да ги склопиме коцките. Помогнете ни малку. Кој е Данел? Благодарам прво да ви се заблагодарам многу за поканата, да бидам ваш гостин. Знам дека беше навистина напорна агендата да се усогласи, затоа што многу уврски, меѓутоа на мене искрено ми е задоволство што можам да бидам тука во оваа емисија, особено затоа што и ние по дома ја гледаме. Мило ми е, и затоа ми е драго, исклучително што сум тука, особено мојот сопруг е навистина ваш редовен гледач. И за прашањето што ме движи семејството пред се, ме движи поддршката на сите луѓе што се околу мене. Меѓутоа сега во последно време ме движи поддршката што ја добивам од сите скопјани, а и пошироко за овој надпревар во кој што влегов практично, особено имајќи во предвид дека јас не сум човек од политиката. Ниту ќе бидам политичар, нити претендирам да бидам политичар, сакам да бидам човек, тоа што сум била до сега, знам да работам, знам да менаџирам и тоа е нешто кое што ќе го направам со задоволство за сите нас тука во Скопје. Сакам да направам нешто убаво и позитивно за сите нас. Многу подпрашање. Ќе бидам побрз, извинувам. Не се подготував, немав никаков концепт за вас, но добро, чисто и технички прашање. Што сте по струка? Што е вашата наобразба? Јас сум и правник и економист. Значи, тука сум родена, во Скопје сум родена, во Скопје го завршив основното, средното, па и високото образование. Завршив на правниот факултет во Скопје пред многу години, па натаму имав дополнителна наобразба во делот на економијата и генерално фокусирана сум на економијата и на подобар економски раст и развој, ако можеме така да кажеме, подобрени услови за економски раст и развој во Македонија. На тоа сум фокусирана, работам многу, не само тука национално, тука и меѓународно, со експертиза и во последните 7 години сум председател на Сојузот на стопански комори на Македонија. И каква е ситуацијата? Еве на страна градов, сега за економија. Ситуацијата е борба е секој ден, особено имајќи во предвид која е состојбата во Македонија. Во Македонија 99,8% се микро, мали и средни претпријатија. Тие се предоминантно и нашите членови, тие се луѓе кои што се
семејни предпријатија, тие се луѓе кои што се самовработени, тоа е мнозинството практично на делот од нашиот продуктивен дел од економијата. И за мене беше гордост, задоволство и чест да можам да ги застапувам и со нив да соработувам во изминатите години. Таму сум од 2005 година, значи веќе повеќе од 15 години, а го водам еве веќе од 2014 година па наваму. Мадам Данела, има ли светло од тунелот за оваа земја? Има. Пошто економијата треба да биде светлото. Нема да биде ни менталитет, ни ништо, иако говорите менталитет, менување и така натаму, ама економијата е локомотивата која ќе ги направи сите. Малку сежам кога велите дека има надеж, верувате дека ја имам изгубено. Има. Не сум дефетист, ама не го гледам светлото. Знаете како, јас не сум се откажала до сега затоа што длабоко верувам дека сите ние кога ќе видиме нешто дека може подобро, дека ќе се охрабриме многу. Не само Скопјани, цела Македонија е во некоја фаза на летаргија. И затоа верувам, прво многу ми се допадна овие избори, затоа што на овие избори од 12 кандидати кои што ги имаме за градоначалник, имаме голем дел што се однесува на градот Скопје, имаме голем дел на луѓе кои што никогаш не биле активно во политиката, и тоа се луѓе кои што навистина даваат една поинаква призма на тоа дека навистина може нешто да се направи поубаво и подобро за градот, а таму да тргнат и промените во цела Македонија. Тоа е мојата лична, не само заложба, туку сметам дека може да се направи и затоа се заложив да направам нешто поинакво, затоа што верувам дека со добро менаџирање ќе им покажеме на луѓето дека не треба само да чекаат на политиката, дека доколку човек знае и може, дека ќе направи подобро за сите околу него. Ќе треба малце да го објасните тоа, но претходно по редот на прашањата, што е она што сметате дека е најдраматично на градот, што му треба како промена, што е она што веднаш кога ќе стапите на функција ќе го правите? Кои се вашите најголеми замисли и идеи во вашата програма? Не мора да идеме во детали, но ме интересираат капиталните ваши, не капиталните реални, туку ваши капитални. За мене е капитално, не знам тоа и тоа сакам да го направам. Што е вашата замисла, што е вашата идеја? Прво, она која што кажавте, што сметам дека е проблематично. Да, јас што како скопјанка, за мене проблематично е сето она што е проблематично за сите нас кои што живееме тука. Секојдневно слушам за проблеми во сообраќајниот хаос. Денеска имав нервен слом. За урбанистичкиот хаос. За она кое што е недостаток на инфраструктурата, при тоа збориме за основна инфраструктура. Ние имаме луѓе кои што живеат во буквално заборавени населби во градот Скопје. Тие се луѓе кои што немаат основна инфраструктура, со години молат за помош. Помош тоа значи дека тие дотираат редовно и дисциплинирано во буџетот со своите даноци, со своите давачки, меѓутоа во нивните места ниту има редовен автобус. Некои дури одат со километри до првата автобуска станица, лете, зиме, на дожд, на снег. Немаат основна инфраструктура, асфалтирани патишта, се движат по кал. Немаат водоводна мрежа, некои од нив немаат воопшто нити вода, некои немаат вода со месеци во текот на годината. Немаат фекална канализација, немаат атмосферска канализација. Тоа навистина не се услови во кои што треба нашата метропола да живее во 21. век. И тие се работите со кои што треба да почнеме прво и основно да се занимаваме. А понатаму, квалитетот на живот во Скопје. Загадувањето, огромен проблем. Проблем се културата, уметноста, спортот, животот воопшто. Немаме веќе на што да се радуваме. И тоа е една летаргија која што сметам дека може да се промени. Само малку им треба на сите скопјани да им се покаже дека има нешто поинакво од ова што го гледаме во моментов. И јас верувам дека тоа ќе го направиме. И во делот на загадувањето, дивите депонии. Верувајте ми дека јас бев зачудена кога гледам дека некој се дрзнува да каже дека нема повеќе диви депонии во градот, ги исчистивме. Јас во изминатиот месец дена имав можност секој ден додам во поедно населено место и да фотографирам во свое лично присуство, да не речат дека е некоја слика превземена од Google, во свое лично присуство да сликам по една дива депонија, каде што се согорува опасен отпад, каде што се согоруваат гуми, каде што се согоруваат акумулатори, каде што навистина тоа го загрозува не само нашиот живот, туку и здравието. Тие се основни работи.
и на тоа треба да се посветиме максимално. Луѓето сакаат квалитет на живот и сакаат да почувствуваат дека живеат во европска метропола. А мојата заложба е да имаме модерна европска метропола. Како ќе го направите тоа? Што конкретно ќе направите еве за тоа загадување? Не успеале ни претходните градоначалници, зашто мислите вие дека ќе успеете? Зашто вие мислите дека ќе можете оно што никој не може да го среди наназад? Саобраќајниот хаос. Тоа убаво звучи кога ќе го кажете, господио Данела, ќе го средам. Како ќе го средите? Никој не успеал да го среди. Кој е концептот? Како се средува тоа? Има ли конкретно нешто што можеме да го разбереме, нешто опипливо? Да, има. Значи програмата веројатно не сте навлегувале во неа можеби детално и нема нити потреба. Меѓутоа програмата опфаќа прво сообраќајни решенија кои што значително ќе го намалат сообраќајниот хаос, особено во централното градско подрачје. Ќе се формира една внатрешна обиколница во градот која што ќе растерети која што ќе растерети еден цел дел од градот, да се одвива малку поинаку ова сега што во моментот што го имаме како сообраќајен хаос. Затоа да, треба храбри чекори, одлучни чекори, меѓутоа од моја страна повторно кажувам, јас не сум отоварена со политички агенди или пак со збирање на политички поени. Верувам дека како човек кој што доаѓа од реалниот сектор, некој кој што може да продуцира резултати, ќе покажам и ќе докажам дека тоа го можам во следниот период. И знам дека луѓето веруваат дека доколку се работи поинаку, посветено, доколку се работи со изолација на ова сега што го гледат корумпирано однесување, дека може да се направат резултати и со добро менаџирање, пред се тука мислам на кратење на непродуктивните трошоци, кратење на овие трошења кои што се на преплаќање на услугите, на сите она кое што треба да биде заштеда, да кажеме, за градот, а сега во овој момент се троши на вистина, несоодветно. Јас знам дека има начин како да се направи најдоброто за Скопјани. А за чистењето, ово што го споменавте, во мојата програма е ставено дека дивите депонии ќе се исчистат за 82 дена. 82 дена. Да. Не 79, не 86, 82 дена. Да, тој број има символика затоа што мојот број е 82 дена. Значи, за колку што јас тежам, тоа е тие 82 дена, мојот број е 82 и за толку денови јас ќе го исчистам овој град. За санација на самиот простор. И за средување на... Кажа колку јас тежам, ја не би дал поише 45 килограми. Сакам да кажам бројот 82 е мојот број. Да, така. Сега на овие избори јас тежам колку што тежи тој број. Тоа е бројот 82, тоа е бројот кој што треба да биде запомнет. Ја толку тежам. Дај Боже. Не, убаво го склопивте. Знаете кај сакам сега да ве водам? Знаете, често јас со моите гости, скоро сите беа кандидати за градоначалници и имаат конкретен проект и тоа кај народот убаво пали. Овде ќе направам парк кој ќе има ова, кој ќе она и визуализира. Вие идете на нешто друго, што малку ви имам следено и гледам што сакате да зборите. Вие не сакате, а таму ќе ставам црвена боја, овдека ќе ставам еден споменик од рипчето, па тука Вардар ќе и така карикирам. Вие зборите за нешто што малку повеќе или помалку го подразбирам, а верувам дека е поврзано со вашата работа. Вие зборите за упорно сакате да побегнете дека не се занимавате со политика. Не може да не се занимавате со политика, ова е политичка работа, ама ве разбирам. Може ли да настапите вие и дали вашата идеја да настапите како оперативен менаџер? Дали сметате дека овој град му треба чисто, правилно, straightforward менаџирање, не политичко филозофирање, како што го имаме до сега? Знаете како, премногу ни е партизирано целото општество. И јас верувам, длабоко сум убедена дека скопјани се уморни веќе од политика и од политиканство. Затоа сметам дека мојата додадена вредност во овие избори се тоа што исклучиво имам намера да се бавам со менаџирање. Односно со тоа да направам, да го извлечам најдоброто од она кое што градот може да го понуди. А тоа е еднаш да се покаже грижа за скопјани. Значи не треба тоа да биде еднонасочна улица. Значи градот има свој буџет, тој буџет треба да биде фокусиран во тоа да им го улесни животот на скопјани, да им го направи животот на скопјани поубав. И тоа може да се направи доколку се сака. Тоа е личното мое мислење
И јас знам дека сите оние нешта кои што ги имам ставено во програмата, дека ќе ги реализирам и ќе ги реализирам затоа што цврсто сум убедена дека секоја тие работи ќе го направи животот на секој еден човек кој што живее тука поубав. Затоа што сакам Скопје да биде убав град на среќни луѓе. Тоа секогаш го кажувам и верувам во тоа. Таа е мојата визија. Убава е визијата и на моменти делува малку како Шангрила, а ние сме уцапани у кал. Навистина делувате шармантно, делувате навистина импозантно вака и на камера и на сцена, редок лик, ние ретко имаме вака убаво естетизирани ликови, но знаете, секојдневицата е многу сива. Сообраќајниот хаос е страшен. Нехигиената и просто не се гледа, бидејќи овдека не гледаме какво е тоа менаџирање кое ова може да го подобри. Скопје има превише луѓе, има превише возила, има превише таксисти, има се е преднатрупано. И сега тука се прашуваш дали е веќе Рубиконот преминат, дека менаџирањето може да ги врати работите во нормала. Тоа да ми го одговорите и да ми одговорите. Дали менаџирањето во Сојузот на стопански комори исто така е захтевно и да го споредите дали тоа искуство може да помогне токму за ова и зошто би помогнало? Знаете како, во Сојузот на стопански комори на Македонија јас имав таа привилегија во суштина да се бурам за поголем економски напредок и за подобро економски услови, односно за подобро деловно окружување на малите и средни предпријатија. И да, таму борбата е голема, меѓутоа ова е нешто сосема различно, кое што верувам, сега кажавте, како ќе се превенира ова што се случило досега, што се случувало досега и како ќе се врати, затоа што имаме преголем хаос, инфраструктурата е нарушена и така натаму. Сега е вистинскиот момент да се превземат чекорите, за да ние имаме квалитетно планирање за следните 10 години. Генералниот урбанистички план на градот, кој што е документот кој што ќе мапира како ќе живееме ние во следните децении тука во Скопје, се носи во 2022 година. Тој генерален урбанистички план е всушност визијата за градот. Затоа е борбава толку крвава. Ете така, и тој треба всушност да биде отворен за сите скопјани. Сега во овој момент ние тој не го гледаме. Го работат известни експерти и јас верувам дека тие се навистина добри и квалитетни луѓе. Меѓутоа, верувам дека тоа треба да биде малку поширока дебата. Таа не треба да се остави на свршен чин пред самото донесување, да луѓето ја гледаат, па дали ќе имаат доволно можност и доволно време. Тој генерален урбанистички план ќе биде од 2022 до 2032 година на сила. И мислам дека треба право сите скопјани да имаат можноста да видат што следи во нивното мало. Што ќе може да никне утре во нивното мало. Не зборам само за инфраструктурно, зборам и за капитално, зборам за градби, зборам за згради. Што е она кое што скопјани го сакаат, тоа треба тие самите да го кажат. Сите експерти. Што се однесува до мене, јас можам да гарантирам, за некој друг не можам да гарантирам. Верувам дека треба тој план да биде отворен, треба експертите да партиципираат, треба широко засегнати релевантни страни да партиципираат, скопјани треба да партиципираат. Ама народов плаче како не партиципираат, зграда у зграда, се гледаат прозор до прозор. Затоа сега е вистинскиот момент, затоа што предходниот бил донесен пред 10 години, а сега се носи овој кој што ќе биде на сила во наредните 10 години. И верувајте ми дека доколку скопјани повторно немаат можност да кажат што треба да има во овој генерален урбанистички план, тоа е планот кој што ќе трасира, тоа е оној кој што ќе трасира и деталните урбанистички планови понатаму како ќе изгледаат во секоја една општина во градот. Како ќе кажат? Како ќе им возможите глас? Ќе го отвориме. Мора да можат да кажат, да имаат влијание врз тоа дали сакаат или не сакаат во одредена насока да се развива нивното место на живење, па и воопшто за оние што се големи проекти и пошироко самиот град како ќе изгледа, на кој начин ќе се развива градот. Референдум? Не е тоа референдум, тоа е едноставно изјаснување на граѓаните да кажат да се изјаснат позитивно или негативно за деловите кои што се важни за нив, тие мора да имаат простор да го кажат своето мислење. А зошто доколку вие го ставите сега тоа на изјаснување и да им дадете на луѓето 30 на дена да кажат дали сметаат дека тоа е во ред или не, кога ќе ги видите нивните барања, кога ќе видите дали се тие
одржани или не се одржани, издржани дали се, кога ќе имате можност да ја промените одлуката доколку тоа што навистина го предлагаат е она кое што тие одлучиле дека така треба да биде и доколку е издржано да го имплементирате во новиот план. Значи, треба да се отвори, треба да имаат можност сите да го видат тоа. Да се елиминираат грешки доколку има такви. Сме имале многу грешки. И второ, не смее да се отуѓува земјиштето кое што сега во овој момент го имаме во градот и да се користи несоодветно. Нам ни фалат зелени површини, ни фалат паркови, ни фали нешто кое што ќе го направи квалитетот на живот поубав. Нема. Централно градско подрачје нема. Све е предвидено за урбанизација. До Карпош 2 немаме зеленило. До на другава страна, дури во аеродром имаме некои срамежни. Сега ќе видиме кога ќе го отвориме ГУПот, ќе видиме што има. Ќе видиме што има и верувам дека ќе имаме можност да направиме нешто со кое што ќе си ја трасираме иднината за следните 10 години, градот да се развива токму онака како што Скопјани сакаат, а не по затворени врати или во кулуари да се шпекулира што ќе биде и како ќе биде. Па затоа ви спомнав референдум. На крај дајте им Скопјани сакате ли вие ова да се гради некој објект кој и на референдум нека одлучат Скопјани. Доста е голем планот. А не може за поединечно. Доста е голем планот. Тие секако вие целиот еден план можете да го дадете на Скопјани да одлучуваат дали нешто сакаат или не сакаат. Не се поединечно, не знам, дали треба да има тролейбус, дали треба да има трамвај, иако не знам, ако не верувам дека паметите. 77 имаше референдум или 80 и некој се, ја не знам точно, референдум дали Скопјани сакаат тролейбус и трамвај. Трофи и троли. Значи, на тој референдум, во тоа тоталитаристичко време, Скопјани се изјаснија против и не се изгради. И сега референдумот некој треба да го руши, затоа што нема му дошло и ја вика сметам вака треба да се прави. Затоа мора да се отвори, да се биде достапно на граѓаните. Јас кажав не само за генералниот урбанистички план, туку градот ќе има малку поинаков начин на функционирање. Ќе има отворена канцеларија која ќе работи 24 часа во функција на граѓаните секој ден од неделата. 24 часа? 24 часа, да. Коце ќе работи тоа? Јас се извинувам, Коце го спомнам затоа што вас ве поддржува партија. Многу луѓе ме поддржуваат и многу партии ме поддржуваат. Така, но Коце Трајановски е, мислам, единствен градоначелник кој остави олку позитивен впечаток. Тоа го чувствувам кај моите гледачи и беше убаво што ви даде директно поддршка, така што би бил среќен искрено да ви кажам да го видам дел од тимот, затоа што он па што се однесува за инфраструктура е, мислам, терминатор. Мислам дека може да помогне ако биде дел од тимот. Значи, инфраструктура, ГУПот. Што се клучните точки на кои ќе се фокусирате и што мислите која временска рамка да се остварат некои работи, рековте 82 дена за чистење на ѓубриштата. Така што многу храбра ова изјава и многу напор ќе ви земе, тоа сум убеден. Нека земе, за доброто на Скопјани ќе биде. Знам дека ќе биде, ми изгледа утописки. Верувајте ми, има други работи што се утописки, како БРТ кој што минува по цела Партизанска и кој што ќе го разруши централното зеленило и кој што поминува врз главната водоводна инсталација на градот. Значи, ете мене тоа ми изгледа утописки и јас верувам дека за 70... Па, брзиот транспорт кој што го ветува... брзиот транспорт? Да, кој што го ветува градоначалникот во заминување. Мене тоа ми делува утописки и верувам дека со 70 милиони евра кои што треба да се потрошат за тој проект, навистина, подобри и поквалитетни решенија може да добијат Скопјани за решавање на нивните сегашни моментални проблеми за кои што чекаат 4 години да се реализираат, а не видовме ништо. Јавниот превоз, еве го спомнав на тој брзиот транспорт, ако тој не се и многумина не се согласуваат. Имате ли вие некаква идеја што ќе направиме со јавниот транспорт, како да го подобриме? Имавте вие една многу радикална идеја која излезе, но ако сакате спомнете, ако не ќе ве потпишам. Да, за јавниот превоз, она кое што го кажав е прво за ова решение на брзиот транспорт, тоа опфаќа практично две делници
голем дел од местата во градот нема да имаат разрешено прашање со проблемите со јавниот превоз. Како што ви споменав на почетокот, има населени места кои што по 2 километри пешки одат за да стигнат до првата автобуска станица. Чекаат со часови да им дојде автобус. Тоа мора да се реши. Ако сакаме да овозможиме да имаат квалитетна услуга сите кои што живеат во овој град, а не само две делници. Ние сакаме да имаме квалитетен живот за сите. Затоа во мојата програма има посебен дел кој што е посветен на тоа дека нема повеќе да има заборавени места во градот. Нема да има места во кои што не се мрднало со прст 4 години. Во цел мандат ништо да не поместите, единственото време кога ќе отидете таму да видите дали на луѓето нешто им е потребно е пред избори. Не смее да има повеќе заборавени места. А бесплатниот јавен превоз апсолутно е нешто кое што е квалитетно решение кое што веднаш ќе им ги реши проблемите на Скопје. Ви скритикува дека тоа е невозможно. Па јас повеќе би кажала дека е невозможно она кое што се планира, кое што нема ништо да помогне за да се реши јавниот превоз. Јас не знам како да му појаснам на господинот кој што сега е градоначалник практично во заминување дека со решавање на две делници во градот дека тој нема да успее да им го реши проблемот на 80% од Скопјани. Верувајте ми, тоа е скапо. Прво е скапо решение. 70 милиони. И тоа 70 милиони само за основниот проект. Тој сега спомнува дополнително поместување на мостови, работа на инсталации и така натаму. Тоа дополнително ќе ги чини Скопјани. А нема да имаат решение за сите. А на нас не треба решение за сите. Решение за сите да им понудите да имаат бесплатен јавен превоз. Да им понудите на Скопјани да има решение кое што ќе ги засегне сите и од кое што сите ќе бидат задоволни. Дали имате податоци, дали има капацитет за такво нешто? Дали ќе се зголеми употребата на автобусите тогаш и да има премногу патници, а недоволно автобуси? Затоа е ставено во програмата и дека ќе има плюс 250 еколошки автобуси. Фреквенцијата ќе се зголеми. Најпрвен затоа ќе оди во етапи. Првата етапа ќе биде да се овозможи на Скопјани квалитетно решение, понатаму да се овозможи да им биде целосно бесплатен јавниот превоз. Ова не само што доколку биде добро испланирано, нема да има сега хаосот кој што го гледаме, нити пак луѓето ќе имаат неудобно возење по автобусите, затоа што сега гледате и вие самите со овој капацитет кој што го има јавното сообраќајно предпријатие, ние повторно имаме цело време гужви, доцнење, ненавремено движење и првофреквенцијата со која што доаѓаат автобусите не ги задоволува потребите на Скопје. Она кој што ќе се реши во овој момент со ова решение е прво дека сите овие недостатоци ќе се отклонат, а понатаму се смета на тоа дека и во останатите градови каде што е спроведено вакво решение или слично решение, се намалува значително користењето на бројот на возилата, со што ќе се допринесе за зголемување на квалитетот всушност на живот во градот. Понатаму ќе се подобри сето она кое што е сообраќаен хаос во моментов и ќе има бенефити на повеќе нива. Меѓутоа пред се ќе се врати на Скопјани нешто од она кое што тие го дотираат во градот. Ќе треба да се субвенционира. Ова е скапа работа. До сега тие билети колку толку покриваа некои трошоци на јавното предпријатие. И сега се субвенционира јавното предпријатие. Сега се субвенционира јавното предпријатие. Само сметате дека со добро менаџирање и со буџетските средства од градот може да се покрива? Во првите 6 месеци годинава јавното сообраќајно предпријатие е во загуба од 139 милиони. Значи, баш кај што е во загуба, од друга страна пак многу голема сума дотира во неговото работење и самиот град. Еве и да остане целата таа сума која што е субвенционирање на јавното сообраќајно предпријатие, со квалитетно менаџирање и со отстранување на непродуктивните трошоци, ние ќе постигнеме да таа услуга биде целосно бесплатна за Скопјани. И има како начин да се направи тоа. Значи, не може никој да каже дека нема затоа што голем број и на градови, меѓутоа и на држави го имаат тоа спроведено и тоа функционира. И може да се направи. Само треба да се знае што е приоритетот на човекот кој што ги менаџира овие работи. Некој има различни приоритети, некој има приоритети во некаква инфраструктура, некој има приоритети во зелената агенда, некој има приоритети во јавниот транспорт. Значи, секој човек има своја визија за што е она кое што сака да им го подари на своите граѓани како едноставно олеснување на условите во кои што тие живеат. А јас сметам дека ова е вистинското решение за нив, затоа што премногу долго чекаа. Навистина веќе им е смачено, им е од некој ден покажува 3D сликички, некакви си студии да прави, анализи да прави.
Значи, доколку беше потребно 4 години време за да покажувате студии, да правите анализи, ниту еден градоначалник ништо ќе немаше сработено во 4 години. Повеќе од известно е дека ќе имате огромна поддршка. Не знам дали ќе биде тоа прв или втор круг. Во секој случај гледам дека прилично машки, ствари, знаеш што, ќе речем прилично женски, како Кептен Марвел, вака ќе ве карактеризирам, влеговте во оваа битка. Како ги доживеавте овие работи, например, валканите работи? Пуштање на едно куче да ве лае таму од околу на две нозе, вулгарните напади од страна. Очекувавте ли такво нешто, ве подготвија ли? И сеедно, како ги доживувате овие работи веќе валканата игра на кога веќе стана јасно дека Данела Арцовска е повеќе од очигледно дека ќе го замени градоначалникот на заминување, како што го нарековте? Да ви кажам искрено, јас сметам дека тоа е одраз на немоќ и на страв. Единствено тоа е она кое што можам да го кажам. Јас да би имала било каква дамка, и приватно и професионално, не би излегувала да се надпреварувам со некој кој што од другата страна игра политички игри. Во секој случај не би влегла воопшто во една ваква трка да се надпреварувам за ова место, во кое што сум била сигурна, сум знаела дека од другата страна ќе следат напади. Неколку работи сакам да ги детектирам, не заради вас, току гледачите. Додека ми зборевте, а тоа вака ми се развива таа лед диода, цело време ме гледавте строго во очи, фокусирано, не сум навикнат така од гостите, знаат да вртат со погледот, да си ја премести мислата. Значи, нека излечат они заклучок, ја имам свој заклучок. Ме гледавте фокусирано, скоро едва и трепкавте кога ги кажувавте работите, немавте затреперување во гласот кога ги издесувавте некои работи за да видам дали можеби не сте сигурни, така што имам впечаток дека многу сте убедени и сигурни во ова што го кажавте. Трета работа што ме бендиса, не беше чиста форма кога рековте дека имаме делови од градот кои се град Скопје, а наликуваат како да се некаде у некоја пустелија, што се вика, безосновни. Затоа што ве видов со чизми, вокал, застанети меѓу луѓе, работници во работнички оддела, што ретко тоа се гледа. Кажете ми, што ви зборат кога слушате? Ни ја немам често пати, иако сум со народ 20 години, ама да го гледаш во онаа негова борба за живот, каков впечаток ви оставаат луѓето? Да ви кажам, Токму тие, не овие градски ве. Луѓето се искрени. И вие ќе се зачудите колку малку им е потребно за да бидат среќни. Значи, тие не бараат некакви фантастични решенија за нешто што не е остварливо. Бараат да имаат основни услови за живот. Внимавајте, тие живеат во градот Скопје. Дали е тоа во центарот или на периферијата, сепак живеат во градот Скопје. И тие треба да имаат навистина квалитетни услови за да живеат таму каде што се. Бев посетив, веруете ми, фантастични пријатели, дури можам да кажам дека стекнав по дел од овие места, и не е дека тие се заборавени во минатиот век, преубави места се. Само треба некој да им помогне за да постигнат она кое што им е потребно. Преубави места имаме во градот и заслужуваат основна инфраструктура за да можат да живеат како сите останати луѓе. Зборуваме за основни услови за вода, за канализација, за фекална, за атмосферска. Сега половина од нив пливаат. Пливаат, значи буквално не можат да дојдат да си влезат дома, не можат да излезат од дома. Се соочуваат со това е стварно е хаотично нешто кое што не сме да се дозволи да го има во 21 век. А навистина не им се големи барањата. Да не почнам да ви ги набројувам сите места кои што бараат само едноставно основни услови да можат убаво, среќно да живеат, ништо повеќе. Коце остави голем печаток само заради една работа. Кога завршија изборите, почна со асфалтирање. Не чекаше да дојдат. Така што гледам дека и вие тоа го ветувате. Одма почнување на проблемите, а не пред избори за да се покаже дека се работи. Ја ви благодарам за гостувањето. Ми беше чест и задоволство што ве запознав тет-а-тет и ми направивте мене и на моите гледачи често дојдовте овде. Една интересна работа е што имаше едно препукување дека идете вие со бодигарди и со 300 чуда.
почитувани гледачи, еве на крај на емисијата искрено да ви кажам, Данела дојде потполно сама овдека во телевизијата. Чекав дека ќе дојде една свита со вас, пиар, она, ваму, таму, бодигарди, вие дојдовте потполно сами и право да ви кажам, тоа е одлика на слободен човек. Бар ја така го доживувам. И Знаете, секој што така дојде, мислам, остава еден позитивен печаток. ви благодарам многу. Прво би сакала да ви се заблагодарам за поканата. Понатаму би сакала да ви се заблагодарам за разбирањето кое што го имавте, затоа што сепак се наоѓаме во малку хаотична ситуација со ова предизборие. За мене е нешто ново, затоа што ова е новитет, јас не сум од политиката, а второ на што го кажавте, јас не чувствувам потреба ниту да се плашам од некого, ниту сум загрозена од некого. Верувам дека ќе победам, се надпреварувам за да бидам прва, затоа што кога ќе тргне некој човек во одредена трка, во овој случај, не е важно кој ќе биде втор, важно е само кој ќе победи. И јас верувам дека Скопјани ќе знаат да препознаат што значи човек пред се, а понатаму нивен човек во градот и некој кој што ќе им помогне овие проблеми да им се разрешат. Имаш шанса да бидеш прогласена за скопска Wonder Woman. Јас се надевам искрено. Ви благодарам за гостувањето. Почитувани гледачи, тоа беше Данела Арсовска, кандидат за градоначалник на Скопје. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.